За утре е закажана седница на собранието за избор на нова влада. На координативната средба за седницата не присуствувал представник на ВМРО-ДПМНЕ. По објавувањето на предлозите за составот на идната влада не стивнуваат реакциите во јавноста, која смета дека се работи за контроверзни имиња. Од денеска во следните 15 на денови сите невработени лица ќе имаат можност да аплицираат за грант за самовработување преку отворање собствен бизнис во износ од 4000 евра. Ова е втора фаза од оперативниот план за оваа година за програмата за самовработување. Кривичниот суд во саботата повторно го одби барањето на специјалното јавно обвинителство за замрзнување на партиското седиште на ВМРО-ДПМНЕ. Од СЈО за повеќе медиуми потврдиле дека пристигнало известување според кое барањето се одбива. Американскиот министер за внатрешна безбедност Џон Кели ги оцени како нешто убаво наводните обиди на Џаред Кушнер, зет и советник на председателот Доналд Трамп, да создаде таен канал за комуникации со Русија за време на преодниот период по изборот на Трамп за шеф на државата. Кели нагласи дека не знае дали тврдењата во медиумите се вистинити, но додаде дека такви тајни канали за комуникација не го загрижуваат ниту би биле штетни за интересите на Соединетите Американски држави. Британската безбедносна служба МИ-5 најмалку 3 пати била предупредена за екстремистичките ставови на бомбашот самоубиец Салман Абеди, кој минатата недела изврши напад за време на концертот во Манчестер арената, кога загинаа 22 лица, од кои 7 деца, објави денеска BBC. МИ-5 започна истрага околу тоа како постапиле агентите на службата по предупредувањата од јавноста, а подготвува и посебен извештај за британските министри и оние кои ја следат работата на британската безбедносна служба.